Факт е дека веќе втора деценија зборуваме за повисоко ниво на фискална децентрализација. Општините реално имаат децентрализација на власт, но немаат децентрализација на парите. Ке дадам еден пример суштински во ресорот образование. Сите финансии кои што доаѓаат до општините се финансии за исплата на плати и на доместоци, додека се уште капиталните инвестиции се централизирани. Тоа се случува и во ресорното Министерство за труд и социјална политика и во многу голем број на други ресори. Нам ни е потребна имплементација на проекти, а за тоа се потребни пари. Недозволиво е најголемата општина да нема доволно средство, барем годишно, на годишно ниво, да реконструира 1 до 2 училишта, да може со тие децентрализирани пари да изгради нова детска градинка. Туку првенствено сме сведени во состојба парите кои што ги имаме во капитални инвестиции за градба на патна, подземна и надземна инфраструктура, да ги пренаменуваме за да можеме да интервенираме во нам пренесените надлежности. И јас ја поздравувам одлуката на владата финансиски да интервенира во општините и можеби после подолг временски период за прв пат со правилна распределба, а тоа е распределба на средствата по глава на жител. И верувам дека ова е првата мерка на оваа нова влада со која што тргнуваме понатаму. Во меѓувреме, во разговор со ресорниот министер за локална самоуправа добив информација дека ќе се погрижат и за обезбедување на систем кој што ќе овозможи поквалитетно собирање на сопствените приходи на општините, а тоа се парите од даноци и такси, по основна данок на имот, данок на промет и останати давачки, каде што ќе направи можност да општините собираат и од сопствените приходи поголеми пари, а во меѓувреме ќе разговараме и за довршување на вториот прак на децентрализацијата и отпочнување на третиот прак на финансиската децентрализација. Ставовите на ЗЕЛ се јасни. За да имате средени, уредени, богати општини, првенствено се потребни финансиски средства и ние ќе продолжиме да се залагаме да ги зголемиме тие средства во проценти, да се приближиме првенствено на регионот, а потоа и да ги следиме европските држави.